Општина Струмица го распиша тендерот за изградба на стамбена населба со објекти со намена домување за сместување на социјално загрозените семејства во Струмица прва фаза. Станува збор за населба на локацијата на просторот Чамлак над новите турски гробишта со површина од околу 3,3 хектари, која во април годинава се чистеше. Тендерот е објавен вчера и ќе трае до 15 септември, на кој сите заинтересирани економски оператори може да достават понуди за изведба на работите согласно предложената техничка спецификација. Висината на јавната набавка е 90 милиони денари или приближно 1,5 милиони евра. Како што е објавено во тендерската документација во првата фаза, треба да биде изведена сообраќајна инфраструктура, потпорна конструкција, улично отмосветлување, атмосферска и фекална канализација. Во оваа фаза не е вклучена изведба на водоводна инфраструктура. Градоначалникот Костадинов во април годинава кажа дека социјалната населба ќе се реализира во повеќе фази. Се планира да се изградат 100 типски куќи со цел да се дислоцира Дивото мало од Климент Охридски и Антон Панов. Станува збор за почеток или воведување во реализација на најголемиот проект до сега во општина Струмица. Тоа е новата социјална населба во Турско мало, со цел да се изградат куќи, типски куќи, а со цел дислокација на Дивото мало, на улица Климент Охридски, улица Антон Панов, се со цел обезбедување на многу подостоинствени услови за живот на тие граѓани. Многу е обемен проектот, станува збор практично за изградба на едно цело село од 100 куќи, нормално обезбедување на потребната подземна, надземна инфраструктура, улицата, пробивање на улицата, асфалтирање на улицата, се со цел да им овозможиме на жителите, на граѓаните кои што ќе бидат иселени од сегашните домови, а префрлени во нови достоинствени домови, им обезбедиме најдобри услови за живот. Согласно тендерската документација, право на учество на јавната набавка имаат фирми кои имат важечка лиценца без за изведување на градби од втора категорија издадена од Министерството за транспорт и врски. Во последните 3 години да имаат минимален годишен приход од 200 милиони денари и да имаат реализирано најмалку 3 договори со предметна изведба од типот на нискоградба. Фирмите во врска со распишаната јавна набавка на општина Струмица може да добијат прашања до 7 септември, а на 15 ќе биде отварањето на понудите. Средствата за реализација на овој капитален проект се обезбедени од владата, а како што кажа градоначалникот Костадин Костадинов, за реализација на останатите фази од изградбата на социјалната населба ќе се бараат од домашни и странски фондови или пак ќе се даде фокус со општински средства.